Благодарам, председателе. Почитувам председател на Владата на Република Македонија, почитувам вице-премиер, министри, заменици, колеги пратеници. Јас ќе поставам 3 пратенички прашања. Првите 2 до председателот на Владата на Република Македонија и третото до министерот за транспорт и врски. Моите прашања произлегуваат од моменталната состојба, како и од интересите на граѓаните на Република Македонија, кои што доаѓаат и се интересираат кај нас во пратеничките канцеларии и од секојдневните посети и контакти со граѓаните. Првото прашање до председателот на Владата на Република Македонија е во врска со рудникот Иловица. Имено, овој рудник представува сериозна инвестиција во рударскиот сектор, сериозна инвестиција во овој регион и исклучително значена инвестиција за дополнителен економски раст на државата, од причини што работењето на овој рудник значително ќе влијае во наредните години на дополнително зголемување на извозот во нашата држава. Сериозна инвестиција, за која што говори и фактот дека во рамките на оваа инвестиција се вклучени Европската банка за обнова и развој, како и германскиот гарантен фонд. Од тука моето прашање би било: после направените истражувања беше објавено дека компанијата Евромакс ќе инвестира во изградба на рудникот Иловица. Се работи за важно прашање за Југоисточна Македонија, имаше и некои дилеми во поглед на екологијата во однос на истиот, се најавува отварање на нови работни места, па би сакал да чујам кои се понатамошните планови во врска со овој процес, за ефектите од истиот, динамиката, придобивките кои што ќе ги имаме и слично во врска со рудникот Иловица. Второто пратеничко прашање до председателот на Владата на Република Македонија е во врска со инфраструктурниот бум кој што се случува во моментот во Република Македонија и од кој што добиваме позитивни реакции од граѓаните на Република Македонија. Имено, во паралелно со изградбата на автопатските делници, кои се работат и се 3 на број во моментот, и континуираните инвестиции во подобрувањето на локалната патна инфраструктура во сите региони во државата, продолжуваат инвестициите и во регионалната мрежа, од прилика околу 200 км, колку што сум информиран, и магистралната мрежа, како и преку 400 локални патишта на кои што се работи во моментот. Од тука моето прашање е дека во изминатиот период, почитувам председател, гледавме дека имавте настани со посета на автопатите кои се градат и дека има добра динамика на реализација на истите, но би сакал да ве прашам како е со другите видови на патишта, како се одвиваат работите со изградбата на регионалните и магистралните патни правци во Република Македонија. Од информациите кои што ги имате, да не информирате. Третото пратеничко прашање е до министерот за транспорт и врски. Владата, предводена од ВМРО ДПМНЕ, влезе во еден историски циклус на изградба и реконструкција на патната инфраструктура во Република Македонија, како што досега никогаш не се случувало, инвестирајќи над 1 милиарда евра во сите овие патни правци. Никој досега не памети дека истовремено се градат 3 нови автопати, 5 нови експресни патишта, се реконструираат над 200 км регионална мрежа, исто така се изградија и преку 400 локални патишта. Во мај 2014 година започна со изградба новиот автопат во должина од 47 км на потегот од Миладиновци до Штип, автопат кој што долги години беше ветуван и сега го гледа светлото на денот, односно она што граѓаните од истокот и југоистокот го бараат долг временски период и многу пати беше ветуван досега. Со овој автопат конечно ќе се поврзе истокот со главниот град на државата, а патувањето ќе се скрати за 28 км. Од друга страна, важно е да се напомене дека во изградбата на овој пат, кој е од витално значење за граѓаните од истокот и југоистокот на Република Македонија, како и за граѓаните од градот Штип, од кој што доаѓам јас, работат повеќе од 650 работници кои што се ангажирани од овој регион. Моето прашање, почитуван министер за транспорт и врски, би било: до која фаза е изградбата на автопатот Миладиновци-Штип и колку проценти е пробиена трасата на овој автопат? Благодарам.
Благодарам. Пратеникот Никола Мицевски постави 3 прашања. Првите 2 се до председател на владата, а третото до министерот за транспорт и врски. Поднос на првото прашање за рудникот Иловица, одговорот се добиете од председател на владата Република Македонија, господин Димитриев Емил. Повелете. Благодарам. Повелете. Пратеникот, значи, во врска со првото прашање кое што е врзано за најавената нова голема инвестиција во рудникот Иловица од страна на меѓународниот конзорциум Евромакс, можам да кажам дека ова е уште еден голем реализиран проект на владата за привлекување на нови инвеститори во Република Македонија, за отворање на нови работни места и намалување на невработеноста. Се работи за исклучително квалитетен инвеститор кој што во изминатиот период многу вложи во делот на истрагите на реонот во општина Босилово. Истрагите и резултатите од истрагите покажуваат дека таму има исплатливост да се инвестира во нов рудник за злато и бакар и од неодамна веќе е донесена одлука за инвестирање, односно отварање на нови рудник кој што представува една од најголемите инвестиции во југоисточна Европа. Во ова дејност, значи, се работи за инвестиција која што ќе вложи 500 милиони евра во припрема и подготовка и старт на новиот рудник. Значи, информиран сум од конзорциумот дека ова година, септември, октомври, ќе започнат со градежните активности, значи тие се подготвителни активности околу отпочнување со работа и некаде октомври, ноември ќе почнат и со етапно ангажирање на нови работници кои што би работеле во рудникот, кои што во една полна фаза кога ќе работи со полн интензитет, ќе значи 600 нови вработувања за еден подолг период, а во периодот кога ќе бидат градежните активности, значи ќе се ангажират околу 1000 работници во делот нели на градежништвото. Предпоставувам и очекувам дека тоа ќе бидат наши домашни компании кои што ќе работат на градбата и подготвителните активности за отворање на овој голем капацитет. Значи 1000 вработувања се од големо значење за југоисточниот дел на Република Македонија, а покасно нели 600 кои што ќе работат во рудникот. Планирани се од страна на инвеститорот посебни обуки за вработените, максимални професионални стандарди во делот на работењето од сите аспекти, од аспект на безбедност при работа, од аспект на екологија, од аспект на финансиски и економски политики кои што значат квалитетни плати и бенефити за самите вработени и така натаму. Во делот на она што беше како подпрашање за коментарите за еколошката димензија од ова инвестиција, сакам да информирам дека вакви крупни инвестиции, дури и помали, во Република Македонија согласно нашето законодавство се прават со строго пропишани правила и процедури, меѓу кои една од најважните е влијанието на животната средина. Согласно нашите процедури, инвеститорот е должен до Министерството за животна средина да достави елаборат за влијание и оценка на влијанието на животната средина. Од страна на Евромакс конзорциумот е доставен потребниот елаборат, значи на кој имат работено експерти од Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Потоа биле ангажирани и домашни компании као што се Биомастер, потоа музеот од Струмица, управата за хидрометеоролошки работи, водостопанство, Струмичко поле. Значи овие сите институции имаат допирни точки со работењето на идниот рудник во Иловица и сите од свој аспект имаат своја контрибуција во оценката за влијанието на животната средина. Меѓутоа, што е многу важно и добро е да се спомене дека во студијата за влијание на животната средина беа вклучени релевантни странски компании кои што досега работеле на изработка на студии за рудници за злато и за бакар, како што се меѓународните институции
Golder Associates и Шламбеже Утер. Тоа се фактички компании кои што работеле и за други вакви слични инвеститори и студии, и слободно можам да кажам дека со сето ова кое што инвеститорот го има направено во делот на подготвителна документација за отпочнување со работа на нова инвестиција, јас немам никаква дилема дека еколошката компонента ќе биде запазена и дека ова инвестиција ќе значи еден огромен препород за Република Македонија на планот на извозот, на планот на севкупното економско работење, на планот на ангажирање на нова работна сила и така натаму. Јас ја поздравувам одлуката на овој инвеститор, бидејќи зад овој инвеститор стојат Европската банка за обнова и развој и Германскиот гарантен фонд како меѓународни кредибилни институции кои што го гарантираат финансискиот дел, односно финансиската конструкција, така да ако се ставите вака сумарно, се работи за известна, сериозна инвестиција која што е добредојдена во Република Македонија и која што после одреден период сите во Република Македонија ќе бидеме благодарни што ја имаме и што значи еден голем плюс за македонската економија. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постави дополнително пратеничко прашање, има збор пратеникот Мицевски Никола. Повелете. Благодарам, председателе. Задоволен сум од одговорот и немам дополнително прашање по однос на првото поставено прашање. Благодарам. Благодарам. Второто прашање исто така упатено до председател на владата Република Македонија, господин Димитриев Емен. Повелете. Значи, прашањето на пратеникот се однесуваше за останатиот дел од ова крупна инвестиција во делот на инфраструктурата, значи покрај автопатиштата во делот на градбата на магистрални и регионални патишта. Значи, во изминатиот период владата влезе во фаза на градба и рехабилитација на 510 километри магистрални и регионални патишта и 750 километри локални патишта. Значи, се работи за една исклучително сериозна инвестиција во дело на патната инфраструктура, која што долги години во Република Македонија беше очекувана и посакувана од сите граѓани. Буквално нема регион во Република Македонија кај што не се работи на градба на нови патни правци, дали се тоа автопатишта, експресни или регионални патишта, меѓутоа бидејќи се однесуваше прашањето само за вториот дел за експресните и за регионалните патишта, ќе се сконцентрирам на тој сегмент. Значи, во моментот во фаза на градба или на рехабилитација се 15 патни правци во вкупна должина од 205 километри со вкупна вредност од 86 милиони евра. Ќе ги набројам сите патишта кои што во моментот се работи и отприлика определена динамика за статусот во која фаза се со градба и предвидување за завршување на градбата, за да пратеникот и македонската јавност има појасна представа со која динамика се одвива ова крупна инвестиција. Значи, како што кажа, се работи на 15 патни правци. Тоа се регионалниот пат Скопје-Сончевград во должина од 4,4 километри и вкупна вредност од 7,5 милиони евра. Очекуваме овој пат да биде готов во 2017 година. Нов регионален пат Опаe Белјаковци-Станчич, граница со Косово, во должина од 16 километри и во вредност од 6,1 милиони евра, кој што 50% е готов. Очекуваме 50% останатите 50% да биде готов во наредната година. Експресен пат Велис-Кадрифаково, значи во должина од 25,9 километри, во вкупна вредност од 14,6 милиони евра. Имаме голем прогрес во делот на овој пат, значи 85% од вкупните градежни активности се завршени и се очекува во наредните 3-4 месеци овој пат да биде 100% завршен, што е од големо значење за граѓаните кои што секој ден многу користат овој пат. Понатака се работи на регионалниот пат Битола-Ресен-Буково во должина од 27 километри и во вредност од 5,9 милиони евра. Очекуваме и тука за отприлика пола година да биде завршен овој пат. Спојот А4 Ново село Маврово во должина од 11,7 километри
25 милиони евра вредност на овој пат. Имаме добар прогрес во делот на овој пат, значи 67% од патот е завршен и очекуваме во наредниот период да биде дозавршен и останатиот дел. Се работи на патот Мокрино-Смолари, кој што е во должина од 4 км, во вредност од 1,5 милиони евра, некаде од околу 47% е завршен овој пат. Исто имаме добра динамика и согласно планираното и овој пат ќе биде реализиран. Се работи на нов пат, нов Дојран-Николич, во должина од 6 км, во вредност од 1,15 милиони евра. Овде фазата на градба на овој пат е речиси при крај, околу 70% е завршен патот, за многу кратко време ќе биде завршен и при останатиот дел и ќе биде во функција и овој пат. Работиме на патот Тетово, Бравеница, Чегране, Гостевар, кој што е во должина од 16 км, во вредност од 1,8 км и овој пат е во финална фаза. Очекуваме за да завршиме во следните 2-3 месеци со градба на овој пат. Понатака работиме на Буково, Дебар во должина од 8,2 км со вредност од 2,57 милиони евра. Некаде отприлика околу третина од овој пат е завршен. Исто така се работи на патот Делчево-Голак, кој што е во должина од 11,5 км, кој што ќе чини 1,33 милиони евра. Понатака се работи на патот Кривогаштани, Обрđani, Водјани, кој што е во вредност од 9,5, во должина од 9,5 км, во вредност од 1,13 км, некаде околу 35 до 40% е завршен патот, значи останува уште преостанатиот дел. При крај сме со патот Лажани-Ропотово-Црнилиште, кој што е во должина од 17 км, кој што чини 1,79 милиони евра. Таму очекуваме за 3-4 месеци да биде комплетно завршен овој пат. Исто така отпочнавме со реконструкција и на регионалниот пат Кочани-Делчево, кој што е во должина од 30 км, кој што изнесува 6 милиони евра инвестиција, и на оваа инвестиција ќе се работи во наредните 18 до 20 месеци согласно планираното до крајот на и завршување на овој пат. Се работи на втората фаза од експресниот пат Градско Прилеп во должина од 10 км со вкупна вредност од 31,8 милиони евра. После завршување на втората фаза следи и трета фаза, бидејќи планот е да овој пат се гради во 3 фази. Значи во наредните 12 до 18 месеци ќе отпочнеме нови 12 регионални патишта во вкупна должина од 200 км и во вредност процената нешто над 300 милиони евра. Тоа се патните правци Охрид-Пештани во должина од 14,5 км, а кој ќе чини 52 милиони евра. Понатака експресниот пат Штип-Кочани, кој што е во вкупна должина од 26 милиони евра, 26 км, а ќе чини 53 милиони евра. Експресниот пат Штип-Радовиш во должина од 38 км, во вкупна вредност од 64 милиони евра, и експресниот пат Ранковци-Крива Паланка во должина од 26 км и во вредност од 78 милиони евра. Овде статусот е новиот патишта, значи заврши тендерот за избор на изведувач. Сега во моментот се работи на евалуација и очекуваме во втората половина од оваа година да почнеме со градба на овие многу важни патни решенија во Република Македонија. Исто така, во наредната година е предвидено да започнеме со градба на нов пат Пробиштипски центар Пониква во должина од 13 км и во вредност од 5 милиони евра. Тука е и патот, регионалниот пат Крива Паланка, Македонска Каменица до рудниците Саса и Тораница во должина од 19 км и вредност од 10 милиони евра. Планираме наредна година да почнеме и со
регионалните патишта Старо Коњарево, Ново Коњарево, од 4 километра 13 милиони евра вкупна вредност и регионалниот пат Кичево-Дебар во должина од 18 километри и вкупна вредност од 23 милиони евра. Како што кажав, значи една крупна инвестиција во делот на патната инфраструктура, само во делот на експресните, односно на регионалните патишта, во наредниот период планираме да вложиме околу над 300 милиони евра, што значи една голема инвестиција, меѓутоа бенефитот за граѓаните, за економијата, за севкупното функционирање на Република Македонија ќе биде огромен, бидејќи возењето по нови патишта значи заштедување, значи и помош на македонската економија и на граѓаните, и се надевам дека ќе оди се како што имаме испланирано согласно планираната динамика, бидејќи досега горе-долу согласно планираното се одвиваат и досегашните градби и оние кои што ги планираме во иднина, се надевам дека ќе бидат согласно планираната динамика. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сега да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Мицевски Никола. Повелете. Благодарам, председателе. Задоволен сум од одговорот и немам дополнително. Благодарам. Пратеникот задоволен од одговорот, нема дополнително пратеничко прашање. Трето прашање упатено до министерот за транспорт и врски. Одговор се добиете од министерот. Повелете, министр. Благодарам, почитувам председателе. Слушнавте од председателот на владата, односно од премиерот, многу се гради во Република Македонија. Република Македонија е едно големо градилиште, не само во патната инфраструктура, туку и во сите сфери. Конкретно за изградба на автопатот Миладиновци Скопје Штип во должина од 47 км, малце подетално би објаснил околу статусот. Се работи за проектот преку 200 милиони евра, моментално има одлична динамика. Се работи ефективно, ние имавме можности заедно и со премиерот идеме пред скоро време да видиме како се асфалтира делот патот, веќе околу 11 км комплетно се асфалтирани. Моментално се пробиени преку 95% од трасата. Се работи на земјени работи, на пропусти, на косини. Асфалтирано е со прв слој од, како што кажа, веќе околу 11 км. Севкупно земјени работи се извршени од прилика 58%. Од вкупно 139 плоччасти и цевасти пропусти завршени се околу 70%. Завршени се сите армирано-бетонски подпорни зидови. Се работи на бетонирање моментално на 5 мостови, на 8 надпатника, 4 подпатника и 5 виадукти. Вкупниот прогрес кој ќе ги соберете сите градежни активности се вкупно излегува преку 40%. Согласно динамиката во овој период и очекуваме да се зголеми самото темпо на работа, бидејќи месеците го дозволуваат, односно времето го дозволува. Така да јас очекувам дека оваа година ќе имаме едно добро темпо и ќе бидеме и на динамиката што ја прецизиравме за оваа година. И следната година ќе имаме завршување, односно привршување на овој автопат. Се работи за еден автопат што е од круцијално значење за Република Македонија, но ние паралелно работиме на други автопати, 2. Исто така работиме на многу регионални патишта, почнавме со изградба на експресните патишта, го започнавме градско прилеп, инвестиција од 30 милиони евра, се довршува Велеска Дрифакова, уште еден експресен пат кој е во завршна фаза, многу регионални и магистрални патишта, но почнуваме и нови проекти, како што пред скоро го најавивме и рехабилитација на патот од Кичево до Гостивар. Се работи за целосна рехабилитација на постојниот пат кој сега започнавме со целосна динамика, да видиме да се подпише договорот до крајот на годината, парите се обезбедени од буџетот на најмното претпријатие за државни патишта, но и други патишта што ги ветувавме во сосредбите со граѓаните која имавме можност да се гледаме во сите населени места и се она што ќе можеме да го направиме, не сме го ветиле, дополнително ќе го изградиме. Се она што е во програмата или е започнато, или е завршено, или е во тек на работа. Доколку имате некои дополнителни прашања, со задоволство ќе ви одговорам. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Мицевски Никола. Повелете. Благодарам, председателе. Задоволен сум од одговорот. Можам да кажам дека граѓаните од истокот со нетрпение го очекуваат завршувањето на оваа автопатска делница, која што долги години беше ветувана. Еве од одговорот на министерот можеме да кажеме дека и брзо ќе биде реализирана. Немам дополнително пратеничко прашање. Благодарам. Благодарам.